Огромни долгови во енергетскиот сектор наследило новото Министерство за енергетика. Министерката Сања Божиновска вели дека во првите 100 дена од новата влада се броеле долговите направени од претходната власт. Меѓу нив се огромниот долг од 60 милиони евра кон Евана за субвенционирана струја направен во последниве 3 години, изгубениот спор со Окта во вредност од 24 милиони евра, минусот од 80 милиони евра во државните електрани се само дел од нив. За сите овие долгови да се вратат, ќе мора да се земат кредити, најавува министерката. Далеководот со Албанија не е изграден, а имаме 1,5 милиони евра провизија за неповлечени средства. Што се однесува Александрополи, немаме ни А од Александрополи, освен што имаме платено за капацитет. Во моментов вршиме ревизија на тоа што го наследивме. Како што гледате од кажаното, не знаеме со уште какви проблеми допрва ќе се соочиме. За мене, како министер, е важно да ги консолидирам енергетскиот сектор, а мојата и заедно визијата на владата е амбициозна, но јасна. Од земја која везува електрична енергија да станеме земја која произведува доволно струја за сопствените потреби, а понатаму можеби и ќе извезуваме електрична енергија. И покрај бројните предизвици со кои се соочува новото министерство, Божиновска уверува дека ќе вложи максимум за граѓаните и стопанството да имаат мирна зима на енергетски план и непрекинато парно грејење во главниот град. Министерката вели дека за оваа зима струја ќе се набавува однапред за да се обезбедат пониски цени. Божиновска ветува дека владата ќе направи се за од нова година да нема зголемување на цената на струјата за населението. Финалната цена се состои од повеќе инпута, меѓу кои цената на електрична енергија од ЕСМ. Ние ќе видиме во каква состојба е, значи колку може да се одвои, секако ќе работиме за најдобар интерес на граѓаните. Никој не би сакал да види поскапување на електричната цена. Меѓутоа тука влегуваат и трошоците секако од МЕПСО, значи не е само цената на ЕСМ, ние ќе дискутираме цената и ќе видиме колку проценти ќе се понудат. Божиновска вели дека незина главна цел е консолидација на енергетскиот сектор, од земја увозник да станеме земја која може самата да ги покрие потребите за струја. Ќе се инвестира во електропреносната мрежа, когенеративни електрани на газ, ветерни и соларни електрани, модернизација на рек битола, завршување на гасификацијата.